Дали постои систем или упатство за заштита од пожари? Видете, за град Скопје. За град Скопје, значи, Законот за заштита и спасување наложува изработка на повеќе видови документи. Следно име ги нарекуваме плански документи, значи секој објект, секоја институција треба да има проценка на загрозеност, конкретно за незе, каде се предвидени сите ризици, што може да се случи, каде може да се случи пожар, од кои причини, како би се развил, и врз основа на таа проценка на загрозеност се прави план за заштита и спасување, каде се третираат пожарите и во планот точно се дефинира кој што во даден момент треба да направи, со кои средства и со кои ресурси во таа институција. На крај имаме и правилник за заштита од пожари, каде во правилникот се дефинирани обврските на сите субјекти во една институција. Конкретно за градот Скопје постои еден поширок документ, се вика план за заштита, не постои некоја прецизна или конкретна обврска кога зборуваме за градот во кој треба да се интегрираат сите негови ресурси и да се вклучат сите негови институции. За жал, можам да кажам дека во Европа не постои град или не постои метропола која нема план за заштита од пожари на конкретниот град. Дури можам да кажам дека во Лондон ваков план е донесен во 18-тиот век, во американските метрополи донесени се вакви документи за заштита од пожар на големите градови негде во 19-тиот век, а во Европа скоро сите градови без исклучок имаат донесено вакви планови во почетокот на 20-тиот век. Ние имаме ли? Скопје? Ние во моментов, за жал, немаме ваков план донесено, иако можам да кажам дека UNDP во 2021 година спонзорираше еден проект за изработка на ваков план. Јас учествував во неговата изработка со една група на експерти и тоа можам да кажам дека беше изработен еден вистински квалитетен документ кој ги опфати сите можни ризици во градот, беа третирани сите индустријски зони, сите подрачја на градот според статистиката на интервенции на пожарната единица, каде ни се јавуваат пожарите, во кое време, кои се причините за настанување на пожар. Се знае во Скопје, например, електричната инсталација, според нивните статистички податоци на градската противпожарна бригада, се негде околу 80% од неисправна инсталација, од човечко невнимание. И да скратам, судбината на тој документ заврши многу лошо. Градоначалничката 4 години не успеа да го стави на советот да помине, да биде верифициран документот и да може да се имплементира. Понуди или не го изгласа? Воопшто не е ставен? Не, воопшто не е ставен. Колку што сум јас во тек, имаше повеќе ургенции и UNDP како главен коспонзор на тој проект заедно со градот Скопје. Знам дека неколку пати направи интервенција, но за жал документот не ја виде светлината на денот, односно не стигна до советниците и воопшто не се постапи по него. Остана само на хартија. Господине Доревски, јас ви благодарам за ова покусо интервју во емисијата Код се надевам дека сите оние препораки како експерт што ги давате заедно со вашите колеги еден ден навистина ќе бидат исполнети и прифатени за да не доаѓа до вакви трагедии. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам и на вас на поканата.